23 октомври ја заведе дека Македонија никогаш нема да биде ничија туѓа мисла, туку вечен порив за слобода. Со свечена академија државата го одбележа големиот празник Денот на македонската револуционерна борба. Пред преполната сала во Македонскиот народен театар, премиерот Христијан Мицкоски порача дека секој народ се изроди низ борба, откажувања, безброј жртви и силна вера и копнеж за својата слобода. Нашиот македонскиот, иако по бројност мал, веројатно ја има најживописната борба за слобода, која не учи дека нема невозможни работи и дека борбата за слобода е еден трнлив пат, испишан со крв и страдања, една голема и долга низа на востанија, на човечки приказни за храброст, за мудрост, но и на предавства, завери меѓусебни и надворешни борби. Денес, кога го гледаме знамето како се вее, треба да знаеме дека тоа не е само парче ткаедина. Тоа е сведоштво за сите што падна, за да ние стоиме исправени. Тоа е завет што мора да го чуваме. И затоа на овој 23 октомври да си ветиме едно на друго. Дека нема да ја изневериме нивната жртва. Дека нема да го изневериме нивниот сон. Да си ветиме дека ќе чуваме Македонија во нашите мисли, во нашите постапки, во нашите срца. И кога некој ќе праша што е внатрешната македонска револуционерна организација. Дел од политичкиот врв во земјава им го честиташе празникот на граѓаните. Председателката Гордана Силјановска-Давкова потсети дека обврска на секој еден граѓанин е да го продолжи светото револуционерно дело преку грижа и заштита на вечните хумани принципи. Ние немаме друга татковина освен нивната, онаа на македонските револуционери. Должни сме да ја сочуваме и политички да ја вградиме таму каде што географски, историски и културно од секогаш припаѓа, во Европа. Да продолжиме да си ја сакаме, развиваме и чуваме, но и да си ги почитуваме и негуваме темелите врз кои е изградена: правото, правдата, етиката, солидарноста и рамноправноста. Овој ден не потсетува на стремежот за правда, еднаквост и општествена организираност во едно значајно историско време, истакна председателот на Собранието Африм Гаши. Во време на предизвици важно е да го одржиме жив диалогот, потчита и демократските вредности кои не обединуваат како општество. Само преку соработка и инклузивност можеме да изградиме посилни институции и поправедна и поинклузивна држава. По тој повод посакувам овој ден да ни биде повик за единство, граѓанска посветеност и заедничка заложба за иднината на нашата земја. Ниту лидерот на СДСМ Венко Филипче, ниту опозицијската партија денеска не го честитаа големиот празник кој е прогласен за државен од 2007 година, кога беше донесен новиот закон за државни празници. На 23 октомври, далечната 1893 во Солун била основана внатрешно македонската одринска револуционерна организација за издвојување автономија на Македонија преку револуционерна борба.